Трендот на намалување на бројот на средношколците продолжува и кај првачињата. Од година в година се помал број првоодделенци се запишуваат во кумановските училишта. Иселувањето од државата, внатрешната миграција, намалениот наталитет се дел од причините за се помалку ученици во земјава, посочуваат надлежните. Годинава во основното училиште Браќа Миладиновци запишани се 112 првачиња, а во Крсте Мисирков 91 ученик. Дали директорките на централните училишта очекуваат да се зголеми бројката на првачињата до 1 септември, од изјавите во продолжение. Во пресред на новата учебна година со радост ја очекуваме почетокот, а верувам дека најмалите, односно првачињата, тие највеќе се радуваат на почетокот на ова 2025-2026 година. Ние како обврска имаме да ги подготвиме училниците инфраструктурно, да бидат подготвени со опремени средства што можеме да им го понудиме за наставата што ќе тече, се надевам, непречено. Годинава првачињата се запишани, имаме 112 запишани првачиња. Свечениот прием на првачињата ќе биде на 1 септември во 9 часот на училишното игралиште. Се одлучивме да биде поголем простор, бидејќи години наназад приемот го правиме на влезните врата овде, меѓутоа тесно е. Родители имаме многу баби, дедовци, ученици кои сакаат да го погледат овој прием на првачиња, да се израдуваат на овој свечен ден, бидејќи един и единствен ден во целото наше образование. Состојбата со уписот на првачиња оваа година, како и во сите училишта, така и во нашето училиште, е навистина сериозна. Имено имаме запишано до овој момент 91 ученик во прво оделение. Ние сме петостепено училиште со 5 паралелки, што значи дека имаме 4 паралелки со оно што го исполнуваат критериум за да се формира паралелка од 20 ученика. Меѓутоа имаме една паралелка со 11 ученици, што значи очекуваме во тек на месец август да се запишат, бидејќи има голема бројка на ученици за кои што немаме воопшто информација каде се. Значи по 2 испратени покани, се уште немаме добиено повратен одговор каде се учениците и сега еве во овој момент службата врши посета на домови, на адресите, за да видиме дали се тука, дали се иселени, дали се запишани можеби во друго училиште, немаме добиено повратна информација ниту од друго училиште, ниту од родители каде се децата. Така да тука се работи за некоја сериозна бројка од 27 ученика, што половината од нив да се јават, да се запишат, ние ќе го исполниме оној минимум за да може да не бараме согласност за паралелка. Инаку е многу мала бројката, многу мала. Сите оние ученици што не се наоѓаат на нашиот реонски список, има доставено уредна документација, значи лична карта. Ние не признававме други документи, освен променета лична карта. И со тоа е, значи, сега. Навистина е и абсурдно да родител кој што живее или е на реонот во, да речеме, Рајкова куќа или во Зелен Рид, а живее тука, да не го запишеме во училиштето. Меѓутоа, со уредна документација си се запишани учениците.